Засладувачи, дали се здрава варијанта или се само внес на калории? Зборуваме, се разбира, за здравата исхрана, здравиот начин на исхрана, за вистинската и правилната диета. Ова утро гостин во Македонија наутро е магистар Татјана Павлова, нутриционист. Добро утро. Добро утро. Ќе зборуваме, Тања, можеби за една од најкревките теми, а тоа се засладувачите, без кои едноставно не можеме. Колку и да се трудиме, мора понекаде да ги има и предизвикот е голем кога знаеме дека постојат, а му се потребни на човековиот организам. Често може да слушнеме дека шекерот, како таков, се нарекува уште и бела смрт, дека треба да се отстрани од исхраната и се повеќе се истакнува неговата штетна улога. Во вакви ситуации, кога се зборува за штетност на шекерите, најчесто се мисли за оние прости шекери кои се составен дел на големата група на јаглени хидрати. Така. Точно, значи заедно со белото брашно и солта, шекерот се смета за една од трите бели смрти. Меѓутоа, ако го знаеме податокот дека јаглените хидрати се една од главната категорија на макронутриенти, кај што влегуваат протеините и мастите, тогаш би се замислиле дали навистина треба да ги отстраниме од исхраната. Така да неопходно ни е да ги внесуваме. Меѓутоа, колку, кога и како. И во каква форма? И во каква форма. Значи, и кога станува збор за јаглените хидрати, внесот на шекери конкретно, тука балансот е клучот. Дали шекерот создава зависност и колку е штетен за организмот? И тоа каква зависност, точно. Еве вака, ќе дадеме некој обичен пример, бидејќи нашата потреба за благо ја имаме вродено буквално од најмала возраст. Значи, и самото бебе, ќе речеме, е навикнато на шекер. Зошто? Затоа што шекерите се составен дел на мајчиното млеко. И сега, особено во стресни ситуации, бидејќи сладките работи вообичаено имаат онаа способност да го подигаат нивото на серотонинот, хормонот на среќата. И во тој случај, значи, ние се чувствуваме смирени и релаксирани. Меѓутоа, дали сте приметиле некојаш дека нашиот организам бара повеќе и повеќе и повеќе? Што се случува? Значи, реагира на оние допамински рецептори кои престануваат да го лачат допаминот. И всушност, значи, ние можеме од пријатна атмосфера да паднеме уште во поголема депресија. Од друга страна, многу е клучен тука и метаболизмот на шекерите. Што се случува во нашиот организам откако ќе ги внесеме. Значи, самиот процес почнува уште во процесот на мастикација, уште во устната шуплина. После тоа оди во дигестивниот систем, се абсорбираат во тенкото црево. Сега тука што се случува? Во нашиот дигестивен ние имаме добри и лоши бактерии. Значи, за да се одржи балансот и за да се одржи здравата микрофлора, потребно е да ги храниме оние добри бактерии. А шекерите па тука делуваат хранејќи ги лошите бактерии. И автоматски ние имаме воспалителни процеси на организмот. Се нарушува киселоста на организмот, вкупната слика. И затоа, ете онаа мисла која ќе речеме дека нашиот дигестивен систем е вториот мозок. Тука се случуваат сите работи. Значи, хранејќи ги лошите бактерии, ние си ставаме подлога за разни воспаленија. И како велат, колку повеќе шекер, демек поголем е ризикот за дијабет. Не е само дијабетот. Најновите сознанија велат дека кардиоваскуларните заболувања, автоимуните заболувања и така натаму. Каде се ги има, прво да кажеме, каде се ги има штетните шекери? Штетните засладувачи? Штетните засладувачи, за жал, се насекаде. Особено од онаа храна во кесички што велиме. Не мора да е само сладка храна. Не мора да е само сладка храна, точно така. Значи, како што рековме, пакованата храна. Можеби не знаеме, меѓутоа составен дел се на кетчапите. Составен дел се на разни видови сосови, составен дел се на супите, ги има во чипсовите и така натаму. И едноставно треба навистина денеска да сме стручни за да знаеме да ги прочитаме убаво декларациите, бидејќи тие шекери најчесто и се во скриена форма или се под некое друго име. Може да се најдат како аспартам, како сахарин и така натаму. Значи, под најразлични имиња, што дури и индустријата толку иде напред, што веќе кога ќе ги научиме оние стандардни имиња, под некој друг назив ќе ги воведат. Така да, многу е важно да знаеме да ги читаме декларациите и нешто би го спомнала што мислам дека ќе биде корисно, кога ги читаме декларациите и составот на состојките во одредена намирница, вообичаено иде по она паѓачко мени. Онаа состојка која што е најмногу застапена е прва.
па доколку шеќерот ни е прв забележан, верувајте дека содржи многу повеќе од она што е наведено на декларацијата. На етикетата на декларацијата. Да. Добро, тоа е за штетните шеќери или засладувачи. Каде да ги најдеме квалитетните, оние што ќе го кренат нашиот организам енергетски, онака како што е потребно? Значи, големото семејство на јаглени хидрати има неколку поделби. Сега конкретно ја спомнавме штетноста на простите шеќери. Меѓутоа, значи, на нашиот организам му требаат сложените шеќери. Сложените шеќери се наоѓаат најчесто во целозрнестите житарки, во овошјето и во зеленчукот. Поради тоа секогаш ја наметнуваме потребата таква храна да се консумира, бидејќи нашиот организам се ја зима постепено и онолку колку што му треба. Додека на што влијаат овие простите шеќери? Значи, они во организмот, во дигестивниот систем се делат на глукоза, фруктоза и галактоза и сега од тука, во зависност од потребата на организмот, а најчесто и најмногу мозокот наш ги користи јаглените хидрати, од тука организмот се црпи. Што е значено, значи, или умот, или доколку сме физички активни, за градбата на мускулите ќе ги искористиме, меѓутоа, доколку ја пречекориме на препорачана доза, може да се депонираат во масно ткиво. Тука би ги спомнала глукозата и фруктозата играат најголема улога. Глукозата го оптеретува панкреасот и лачи инсулин, додека фруктозата пак се депонира во црниот дроб. И од тука најчесто е поврзано, големото количество на фруктоза е поврзано со покачените на нивоа на триглицериди, лошиот холестерол и така натаму. Добро, кога би бирале дали да консумираме чоколадо или овошје, секако би избрале овошје, меѓутоа треба да знаеме дека и овошјето во прекомерни количини знае кај некои луѓе, кај некој организам да да предизвика проблем. Кога и во колкави количини да се консумира? Вообичаено општо јаглените хидрати во текот на денот треба да бидат застапени 10% од вкупниот днес на хранливи материи. Значи да не се пречекори на 10%. Американското здружение за борба со кардиоваскуларните заболувања дало некои препораки во грамажа. Тоа е, например, за мажите вкупната количина да изнесува до 38 грама, додека за жените да не пречекорува 25 грама. Тоа би било идеалниот препорачав днес во текот на денот. Да, се извинувам на јагленохидратите. Добро. Сега засладувачи застапени на пазарот. Кажавме дека ги има и во корисна и во штетна форма. Постои ли здрава опција за засладувачите кои што се хемиски преработени, кои што се брзо достапни, кои што го привлекуваат прво окото, а потоа кога ќе се внесат еднаш веќе создаваат завист? Постои ли нивна здрава варијанта, здрава опција? Значи, таква опција е стевијата и еритритолот. И за среќа па тие два засладувачи и не ствараат зависност. Точно е, пазарот нуди многу опции, значи многу засладувачи се повеќе се јавуваат. Едно американско списание прочитав дека под засладувачи постојат 56 видови. 56 видови постојат засладувачи. Меѓутоа, кај нас имаме некои кои што се познати, затоа би ги спомнале накратко само нив. А ако видиме дека првиот засладувач на овие простори бил донесен во времето на Александар Македонски, враќајќи се од Индија, значи он и тогаш како било наречено мед без благопријатното дејство на пчелите. Всушност тоа било меласат од шеќерната трска. После тоа, значи, буквално од тој период засладувачите станале главен дел на нашата трпеза. Од тогаш, значи, во Европа после тоа почнува производството на шеќерна репа, така да шеќерите најчесто се од шеќерна репа на нашиот пазар и во Европа. Кога сме кај шеќерот белиот и кај шеќерната репка, се верува дека, односно меѓу луѓето со најновата пропаганда, веруваме дека ако белиот шеќер го замениме со кафен шеќер, дека тоа е здравата опција. Тоа е само мит. Значи, која е разликата меѓу белиот и кафеавиот шеќер? Во бојата. И што содржи само одредени микронутриенти, некои минимални хранливи материи. Значи, пошто се мерат шеќерите по нивото на гликемискиот индекс и по калориската внес. Гликемискиот индекс што е? Значи, го зборувале, верувам, многу други мои колеги. Значи, брзината со која што се качува нивото на шеќерот во крвта. И по тоа се мери. Значи, и белиот и
кафеавиот шекер има висок гликемиски индекс, над 65, слична калориска вредност. Белиот шекер има 390, кафеавиот шекер има 380 калории. Така да не би рекла дека е некоја многу здрава опција. Здрав субститут. Да, тоа е само, значи обој не само од меласата, ништо повеќе. Јаворовиот сироп? Јаворовиот и јагавиниот сироп исто тука би ги вброила во оваа категорија, не се добри за сладувачи. Значи, тие наликни личат на мед, меѓутоа немаат ништо хранливо во нив, малку помал гликемиски индекс имаат, меѓутоа имаат доста фруктоза, поради тоа рековме го оптеретува црниот дроб. Така да, еве некоја препорака да не се даваат пари конкретно за јаворовиот сироп и јагавиниот, да не мислиме дека се некоја страва варијанта. Ние сакаме да веруваме дека оние ексклузивни продукти кои што се носат од екзотичните краеви на светот, дека се квалитетни, дека особено од топлите краишта, дека луѓето таму живеат здраво, дека за тоа е причината за нивниот убав изглед, за долговечноста. Еден од продуктите кој што е актуелен кај нас на пазарот е кокосот. Кокосовиот шекер. Кокосовиот шекер. Сега за него би можела да кажам нешто позитивно. Значи, кокосовиот шекер го сметам и за органски производ, бидејќи навистина содржи убави минерални материи. Значи, содржи доволна количина на магнезиум, на железо, содржи доста цинка, ете сите тие суплементи ние ги внесуваме дополнително. Навистина тоа е многу добра опција за кога готвиме некоја сладка варијанта. Има некој карамелкаст вкус и арома. Друга страна, он содржи инулин. Нели преска спомнавме хранење на добрите бактерии во нашиот организам. Значи, инулинот навистина игра голема улога во нашата дигестија и одржување на цревната микрофлора. Поради тоа малку е поскап, меѓутоа од здравствен аспект навистина цената му е оправдана, дури препорачан и за дечиња. Добро, ако се види дека во количините во кои се консумира се помали, тогаш ако се стави на вага, па и не излегува дека е толку скап со оглед на тоа што колку малку е потребно значи, да се консумира. он е посладок од сахарозата, од обичниот шекер, така да може и во помала количина да се користи. Еве јас, например, за готвење на вистина кокосовиот шекер си го користам. Така. На крајот ќе зборуваме за медот, добро. За тој лек за многу болести. Ксилитол или брезин шекер. Ксилитол и еритритол тука ќе ги спомнам, значи тоа се индустријски добиени шекери. Брезовиот шекер или ксилитолот многу ни е познат, он е како додаток во различни пасти за заби, во гуми за џвакање и така натаму. Значи добиен е од кората на брезата, има некои одредени микронутриенти кои што се користи, меѓутоа негова негативна страна е што знае да створи дигестивни проблеми, како што е подуеност, значи ако е некој осетлив може и диареја и така натаму. Затоа исто така треба да се внимава со негова консумација, меѓутоа што е за него добро, значи во оваа категорија би спомнала стевијата исто. Ксилитолот нема многу висок гликемиски индекс, многу малку го подига нивото на шекер во крвта, додека стевијата е 0 калории, 0 гликемиски индекс, препорачена е за диабетичари и за сите оние кои што страдаат од кандида. Меѓутоа ксилитолот, поради оние што ги прави дигестивни проблеми, треба да внимаваме со негова употреба. Во секој случај, пред консумирањето на какви било хранливи состојки, многу е пожелно е и корисно е да се консултираме со оние кои што го знаат составот на храната, оние кои што се обучени и едуцирани за тоа. Така. Дојдовме до медот. Кај нас се верува дека медот е... Прво, спомена индустријски добиени шекери. Да. Дали секогаш индустријски добиените шекери се лоши шекери? Не, меѓутоа претежно ние секогаш се стремиме кон искористување на шекери буквално од храната која што содржи шекер. Пак би се навратила на овошјето. Така. Медот, тој е број еден за сладувач кај нас, го користиме во многу прилики, па како стручњаците би го дефинирале медот? Што е медот? Значи, точно медот е органски производ, исто така полн со микро и макронутриенти, содржи добри бактерии, значи содржи супстанции кои што ги хранат добрите бактерии, кои што ја заштитуваат цревната флора, значи содржи многу фенолни соединенија. Навистина, медот не случајно велиме и дека е лек. Меѓутоа, повторно не треба да се претерува со него, затоа што на пазарот не се нудат најразлични видови на мед. Како да препознаеме мед и мед? Мед и мед, значи, тука би го одвоила баграмовиот мед.
Значи медот добиен од багрем, него би го одвоила, значи дека е поприроден, дека има понизок гликемиски индекс и дека е идеален за диабетичари. Но секако ќе речем да не се претерува. Секој ден по неколку лажици мед на вистина секому би му било штетно, бидејќи сепак медот содржи голем процент на фруктоза, која што исто така нели ја спомнавме преска дека може да го оптерети црниот дроб. И при значи готвење со мед, кога ќе речеме или кога ќе го ставиме во топол чај, значи многу да се внимава во тој поглед, бидејќи одредени хранливи материи под дејство на топлината испаруваат. Така да малку нека се подолади чајот, па да се додаде медот како засладувач. Па или може да се исконсумира директно со лажичка, затоа што Да. најдобриот начин да се консумираат природните состојки е директно, не преработено. Така, токму. Како да знаеме кога, како и колку да го ограничиме внесот на шеќери? Има ли постои ли некоја процедура или сепак треба консултација повторно со... Не, тоа си е индивидуално. Знаете како, секој организам си има и различни потреби. Значи, доколку сте физички активни во текот на денот, шеќерите нема да пречат. Но, пак ќе речем, во препорачаната доза. Најмногу нас ни се потребни во текот на денот, кога сме ние и физички и умствено активни. Нашиот ум доста шеќери троши. Меѓутоа, доколку ги консумираме во текот на вечерта, значи физиолошки нашиот организам е предиспониран навечер да одмори. Значи, доколку ние навечер внесеме сладка храна, таа дефинитивно ќе се депонира во масно ткиво и ќе го покачи лошиот холестерол и триглицериди. Затоа што организмот спие. Токму така. Во фаза на одмор. И сега на крајот едно од постручните прашања, што би не интересирало нас, Да. обичните луѓе, нели? Што и колку често да консумираме од засладувачите? За еден просечен човек. Значи, На работа од 8 до 4, нели, онаа класика. како засладувачи ги спомнав. Во кој дел од денот, кој? во кој дел од денот и во кој количини? Во текот на можете, додека сте активни, буквално додека сте на работа, да, може да се консумира. Како што кажавме, ќе одвојам стевијата, ќе го одвојам еритритолот и кокосовиот шеќер доколку сакаме да сготвиме нешто сладко. Меѓутоа, тука би дала совет дека шеќери да почнеме да овошјето многу повеќе во оние сладки варијанти да го користиме, за да можеме тој шеќер да го искористиме, бидејќи една овошка, да, содржи шеќери во себе, меѓутоа она содржи и вода и диетални влакна, кои што секако ни се потребни нас. Накратко, Тоа би било... Тоа што се однесе до шеќерите. Да. Магистар Татјана Павлова, ова утро гостин во Македонија на утро, ти благодариме што одвои време, што најде простор да дојдеш во нашата емисија. Се надеваме дека советите беа користи за гледачите и те очекуваме повторно во нека друга прилика. Ви благодарам за поканата и имајте убава работна недела.